Минатото видео или минатиот час научевме како се прави сегашно време од глаголите од првата група, тоест од оние на кои што акцентот им паѓа на основата, како кано, село, трехо. Значи научивме да велиме правам, правиш, прави, правиме, правите, прават. Кано, канис, кани, кануме, канете, кани. Сега да видиме како истото тоа го прават глаголите од втората група. Оние на кои што акцентот им е не на основата, ами на завршетокот. Како например глаголот арго, што значи доцнат. Арго, прво лице, исто како кано, само акцентот не е на основата, него на завршетокот. Арго. Второ лице, доцниш, аргис. Значи истиот завршеток како на кано, канис, само акцентот не е на основата како канис, ами аргис на завршетокот. Трето лице еднина, доцни, тој таа тоа, доцни, арги. Значи исто е како кани, само пак разликата во акцентот. Прво лице множина, ние доцниме, аргуме, исто е како кануме, пак само разлика во акцентот. Сега тука имат разлика. Второто лице множина, доцните, вие доцните, овдека нема да е ете завршетокот, ами ќе е ите, аргите. Кај кано е канете, значи е ете, а овдека е ите, аргите. И трето лице множина, тие доцнат, аргун. Значи исто како канун, завршетокот е ист, само разликата е во акцентот. Единствено, значи, кај овие две групи, разликата во завршетокот е само во второ лице множина. Кај овие од првата група е завршетокот е ете и не е акцентиран, а кај овие од втората група завршетокот е ите и акцентот е на и. И другата разлика што е основна е тоа што кај овие од првата група акцентот е на основата, а кај овие од втората група секогаш акцентот е на завршетокот. Јас се гледаме со нови видеа и нови работи за учење од новогрчкиот. Поздрав!